Закопани мистериозни структури, Антарктикот е земја без крајности. Дали сте знаеле дека Антарктикот крие мистериозни структури под мразот? Во следните неколку минути ќе откриете повеќе за оваа тајна. Скоро 98% од земјата е покриена со мразен лист дебел до 3 миљи или 4800 метри. Планина висока како јапонската планината Фуџи на 12400 стапки или во метри 3780 метри не би ја скршила ни површината. Температурите редовно паѓаат под минус 50 степени, со ветрови до 360 км на час. За време на својата шпиц сезона, тој е дом на само 4000 научници и воен персонал. Антарктикот е последната граница која држи нашата имагинација. Пронајдени се стари мапи на кои пишувало еве ги чудовиштата. Последната преостаната територија на планетата која би можела да има таква ознаката е Антарктик. Иако е откриен скоро пред 250 години, научниците имаат повеќе прашања отколку одговори, кога тоа и кој доаѓа на овој замрзнат континент. Поради огромната длабочина на мразот што ја покрива неговата копнена маса, површината на Антарктикот не е во можност да биде гледано со голо око. И античките теоретичари на астронаути предлагаат дека не ни се крие само геологијата, туку и вистината. Антарктикот е земја наекстреми. Тие сугерираат дека има многу повеќе човечки и можеби нечовечки активност што се случуваат на Антарктикот отколку што ни е кажано. Се чини дека нешто се случува на овој мистериозен континент на јужниот пол. И тоа е теоретизирано од голем број луѓе дека Антарктикот е некаква база на вонземјани. Гласини за вонземска активност на Антарктикот циркулираат со години. Ако овие сметки се вистините и постои, всушност, вонземско присуство на Антарктикот денес, дали може да биле таму стотици или дури илјадници години? Еве само еден пример: станица Мекмурдо на Антарктикот се наоѓа на јужниот полуостров на островот Рос и ова е најголемата истражувачка станица на континентот. Отворена е од американската влада во 1956 година, а во исто време се сместени и најмалку 1200 жители таму, па се поставува прашањето што бараат таму и на такви услови. Во јули 2018 година, Линда Мултон Хау интервјуираше свиркач кој служел со ескадрилата за развој на Антарктикот во Мекмурдо, кој се понудил да ѝ достави доверливи информации во однос на Антарктикот, но под услов да не го открие неговиот идентитет поради негова сигурност. Нејзиниот извор е пензиониран војник од фоките на морнарицата кој таа го идентификува како Спартанец 1 и тој и дал детали за античка градба кој тој тврди дека ја посетил за време на неговиот престој на јужниот пол. Во тоа време неговиот чин бил првполковник на поморските специјални операции. Еве што кажува тој: бевме во влез на југоисточниот брег на Антарктикот. Бевме испратени на неофицијална задача, станува збор за истражувачка извидувачка мисија. Официјално, требаше да се најде одреден поединец, кој имал некои информации и требало да го вратат назад. Линда Мултон Хоу прашува кој беше датумот на таа случка? Тој одговара август 2003 година. Според Спартан 1, кога тој и неговиот тим стигнале до целта, наишле на голема октогонална структура која штрчи од мразот. Внимателно влегле во неа. Спартан 1 кажува: на самиот врв на првата структура додека влегувавме, имаше скоро 18 стапки или во метри 5,5 метри кој дирка од мразот. Остатокот од него беше скриен под мразот. Секоја врата беше иста, некаде од 18 метри и дебелина 9 метри. Дали се тие докази за изгубени цивилизации? И иако овие врати беа толку дебели и толку тешки, можеше да земеш еден прст и да ги турнеш и тие ќе се отворат. Немаше никаков отпор. Научниците се уште се прашуваат. Надворешната температура беше најмалку 40 степени под нулата. Откако ќе влезете во овие структури, температурата беше амбиентална од 20 до 22 степени Целзиусови. Спартан 1, кажува, беше осветлена од внатре, но не можевме да го најдеме изворот на светлината. Беше со зелена боја. Дидовите беа обложени со она што јас ги нарекувам хиероглифи, но ништо од хиероглифи кои некогаш сум ги видел во мојот живот.
Откако се вратиле во базата, потоа дошле мажи во црни костими кои не биле сместени во базата Мекмурдо, по се изглед се чини дека дошле од Вашингтон. И тогаш ни кажаа дека никогаш, ама баш никогаш нема да летаме или да одиме над таа дупка, и никогаш повеќе нема да разговараме за тоа. Зашто сме виделе? Исто така тврдеше и познатиот поларен истражувач адмирал Ричард Бирд, наводно пријавил дека видел огромен влез во подземен свет за време на неговата експедиција во и до 947 година до Јужниот пол. Адмиралот Бирд даде многу необични изјави, наводно зборува за голем отвор на Јужниот пол што оди длабоко во земјата без мраз и бил населен од разни видови вонземјани. И кога Бирд се врати во Соединетите држави, тој беше вратен и повикан во Вашингтон, каде што беше многу испрашуван за неговите изјави. И тогаш му било кажано да престане да зборува за ова. После извесно време адмиралот Бирд ненадејно почина под неразјаснети околности. Мора да се запрашате, дали Јужниот пол е некаква вонземска влезна зона или некој вид на портал кој е толку важен поради тоа дека мора да биде контролирана од војската. Дали навистина може да има закопани мистериозни структури на Јужниот пол и изградени структури од напредна вонземска цивилизација во нашето далечно минато? Закопано под мразот на Антарктикот може да бидат и камени храмови и конструкции. Може да има биолошки материјал, остатоци од суштества кои живееле таму и се уште би можеле да бидат таму. Тоа би можело да биде најголемото откритие во целата човечка историја. Дознајте повеќе со претплата на вашиот канал Тампес. Ако ви се допадна видеото, притиснете лайк. И оставете коментар за вашето мислење дали е тука се нормално и природно или се крие вистината од нас обичните луѓе. Канал Тампес ви е благодарен за вашето одвоено драгоцено време.